Владата наместо 24 милиони евра се задолжи со нешто повеќе од 27 милиони евра на домашен пазар на денешната аукција на државни харти од вредност. Утре по основ на доспеани долгови треба да врати 7 милиони евра. На аукцијата беа реализирани 6-месечни државни записи со и без девизна клаузула со каматна стапка од 1,45 и 1,55% во вкупна вредност од 10,1 милион евра и 12-месечни државни записи без девизна клаузула со каматна стапка од 1,85% во вредност од 9,6 милиони евра. На аукцијата беше реализирана и 15-годишна државна обврзница со девизна клаузула и каматна стапка од 3,8% во вредност од 7,4 милиони евра. Денешното задолжување прво за месец јули, но четврто откако новиот министер за финансии стапи на функцијата. До сега владата на СДСМ ја задолжи државата на домашниот пазар за околу 60 милиони евра, иако во предизборната кампања партијата ветуваше дека нема да има нови задолжувања, сега продолжуваат со аукции. Универзитетскиот професор Томе Неновски, кој вчера беше гостин во отвореното студио на телевизија Нова, вели дека задолжувањето ќе продолжи натаму, делумно за да се вратат старите долгови, но и за финансирање на одредени нови проекти кои што владата ги замислила. Тоа го влечеме од еден коментар, од една изјава која што пред неколку дена ја даде подпредседателот задолжен за економски прашања, кој рече дека тие имат замислени некои проекти кои што треба да се реализираат и за кои што се потребни пари, точно така го рече, а тие пари најверојатно ќе се обезбедат со некои нови задолжувања. Во една ситуација и новиот министер за финансии најави дека ќе има и издавање на еврообврзница, во кој период ќе видиме, во колкав износ ќе видиме, дури беше направена и некаква мини анализа какви се сега финансиските состојбите на финансиските пазари од аспект на добивање на соодветниот износ на средства и од аспект на каматата. Да видиме со колкав рейтингот наш колкав е моментален и колкава каматна стапка на заложување ќе ни обезбеди на меѓународните финансиски пазари. Универзитетскиот професор Ванчо Узунов пак тврди дека со новите задолжувања не се зголемува долгот, туку само се емитуваат нови харти за да се сервисира она што е претходно задолжено, па сега стасува за враќање. Него државата продолжува да функционира. И од таму каде што е преземена власта, треба да продолжи понатаму нормално да функционира државата. И тоа е по тој метод, со тоа што да не се прават нови долгови. Или, ако се прават и нови долгови, да биде тоа одржливо. Тоа е суштината. Ние рековме дека долгот е забранета категорија, туку да биде одржлив. Поранешниот министер за финансии Кирил Миновски пак потенцираше дека проблемот е во политичката конотација која што се даваше во процесот на задолжување на домашен пазар, што како што тој објасни се користело за враќање на претходно доспеани долгови. Дали ние сакавме да ја користиме како Министерство за финансии поволната конјунктура која што имавме на домашниот пазар, големата ликвидност, да, меѓутоа бевме критикувани. Ние тоа го правевме повторно со една единствена цел, да во рамките на максималниот износ за задолжување, кој што е утврден согласно со одлука и со буџетот, значи како можност кој што не го дава за задолжување на домашниот пазар, да ја искористиме ликвидноста која што имаме, се со цел да придонесеме да се промени структурата на долгот кој што го има Република Македонија. Министерот за финансии Драган Тевдовски преку соопштение до медиумите истакна дека во буџетот за 2017 година е предвидено финансирање на буџетскиот дефицит од домашен пазар и од странско задолжување. Според него, предноста на задолжувањето на домашниот пазар е во тоа што има пониски каматни стапки на инструментите. Најави дека Министерството за финансии ќе ја намали фреквенцијата на одржување на аукции на државни харти од вредност на 2 пати месечно. Според календарот до крајот на годината има уште 12 аукции на државни харти од вредност.